Добра вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во емисијата за или против. Јас сум Анастасија Илиевска, а вечерва ќе се осврнеме на локалните проблеми, предизвици и капацитети и идни планови на остварување. Во фокусот ќе ни биде општината која што годинава одбележа 20 години постоење, а тоа е општина Аеродром. Вечерва велам добро вечер на градоначалникот на општината Дејан Митевски. Анастасија, добро вечер и благодарам на поканата и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. И благодарам за прифатената покана и тоа што сте тука денеска, бидејќи, како што кажав на почетокот, општина Аеродром годинава одбележува 20 години постоење и низ изминативе 20 години многу работи се случиле. Вие сте таму пораснат, сега сте веќе и градоначалник на општината, ќе се кандидирате, нели, ќе побарате повтор па доверба од граѓаните. Како порасна и каде беше, каде е сега општината Аеродром? Да, формирана една од помладите општини во Република Македонија и во градот Скопје, формирана пред 20 години со Законот за територијална организација, општина која што изминативе години имаше многу предизвици, меѓутоа мислам дека успеваме да го задржиме приматот на најзелена, најурбана и најспортска општина, така и ќе се трудиме и во наредниот период уште повеќе да го подобриме тој примат, се со цел да не остане општината онаква каква што сите ја познаваме и ја сакаме, а тоа е зелено и убаво. Да, познато по оние паркови и зеленило, ќе позборувам и за тој дел малку подоле. Добивте поддршка од вашата матична партија ВМРО ДПМН, повтор па да ја побарате довербата од граѓаните на општина Аеродром. Започнавте оваа функција како веде градоначалник на општината, сега веќе официјално градоначалник и ќе се обидете, нели, со подолг мандат, сега веќе речиси 1,5 година, така до крајот на мандатот ќе дојде 1,5 година. Скоро 1,5 година, да, помоц 1,5 година. Тоа е мал период, нели, за да може да се покаже се, меѓутоа имате и доста проекти реализирани, ќе зборувам и за тоа, но што сметате дека е можеби нешто најдобро што сте го оствариле во овој момент, нешто што ја оценувате како добра вашата работа и можеби нешто што допрва планирате да го побарате и да го покажете пред граѓаните? Да, како што споменавте, ја добив поддршката од мојата матична партија ВМРО ДПМН од страна на претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски да бидам кандидат на ВМРО ДПМН за на престојните локални избори кои што ќе се одржат во месец октомври. Тоа покрај тоа што е една често кажана страна на партијата представува и голема обврска и одговорност лично моја, се со цел да ги оправдам очекувањата од кои што ги имаат граѓаните на Аеродром од градоначалникот. Помалку од една година сум на оваа функција како вршител на должност градоначалник и можам да кажам дека во изминатава година дена успеавме да започнеме многу проекти кои што благодарение на поддршката од владата и од страна на министерствата се реализираат и ќе се реализираат во општина Аеродром и проекти кои што представуваат еден континуитет, имајќи предвид дека претходните 3 години мојот претходник сегашниот министер Муцунски работеше посветено се со цел да тие проекти станат возможни. Во изминатава година започнавме со реализација на 3 огромни капитални проекти. Почнавме доградба на Основно училиште Блаже Конески, кој што е огромен капитален проект повеќе од 3 милиони евра. Почнавме доградба на една детска градинка Изворче, која што исто така со вредност од 2 милиони евра, благодарение на поддршката од Министерката за образование Весна Јаневска. Морам да истакнам, започнавме со изградба на нова спортска сала во Долно Лисиче, аплициравме успешно и веќе отпочнавме со реализација на многу проекти кои што беа од повикот на владата. Тие се проекти во инфраструктурата, дел се започнати со реализација. Утрово со министерот Перински отпочнавме еден проект од вредност од 28 милиони денари, кој што е комплетно финансиран од владата. Тоа е реконструкција на сервисни улици во делот на Јане Сандански. Паралелно работиме на уште многу други објекти и со гордост можам да кажам дека општина Аеродром изминатава година доживува една трансформација, имајќи предвид дека за прв пат досега никогаш не се граделе училиште, градинка и спортска сала во исто време од постоењето на општина Аеродром и сметам дека со тоа ги исполнуваме очекувањата на граѓаните. Колку досега нема вашата кандидатура официјална, нема уште другите партии потврдена кандидатура, како гледате на тоа?
Јас се надевам дека што поскоро ќе ги добиеме имињата и од останатите политички партии, односно кандидатите за градоначалници и дека уште во овој период ќе можеме и лично се запознаеме со истите и да договориме една фер кампања базирана на проекти, на позитивни работи, имајќи предвид дека граѓаните од нас очекуваат реализација на нови работи. Колку функцијата председател на Советот на општина Аеродром, бидејќи таму бевте, таа беше функцијата пред да станете ВД градоначалник, ви помогне или пак можеби ви одмогна во ова што сега го работите за општината како градоначалник? Да, претходно во период од 3 години извршува функцијата председател на Совет на општина Аеродром и можам да кажам дека е од огромна корист и помош тоа што бев директно вклучен во реализацијата на некои проекти и во носењето на одлуките со претходниот градоначалник Муцунски. Имавме одлична соработка, одлична комуникација и во голем дел од работите и проектите бевме заедно вклучени, така што по завршувањето на таа функција и преземањето од моја страна како ВД градоначалник се овозможи да има еден континуитет на она се што беше претходно започнато во однос на реализацијата, така да можам да кажам дека беше исклучително корисно тоа што како председател на Совет имав можност да бидам вклучен директно во работата на општина Аеродром. Ќе се навратиме сега на предизвиците и на можностите и на она што значат проекти во самата општина. За жал граѓаните на општина Аеродром со месеци се жалеа на они смет кој што беше низ улиците, несобрани контејнери, особено сметот околу контејнерите, се жалеа за лоша миризба, за опасност од ширење на зараза кога не се санираат отпадот и не се третира отпадот, но пред 2 дена објавивте дека општината изрекла казна на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во висина од 88.000 денари. Евра. Мораше ли да дојде до ова? Ова ли беше единствениот начин за да се реши овој проблем, за да се напише таа казна од 88.000 евра? Не, секако дека ова не е единствениот начин, меѓутоа покрај тоа што го правев низ минативе месеци, постојани апели, барање до комунална хигиена, да почне да се работата за која што сите граѓани плаќаат. Не е ова проблем само на Аеродром, ова е проблем на цело Скопје. Третирањето, одведувањето и собирањето на сметот е проблем на територија на цело Скопје. Како општина изминативе месеци многу пати апелиравме до комунална хигиена да почне да ја работата. Споменавте вие околу контејнерите. Меѓутоа не е само тоа проблематичен дел во однос на одведувањето на отпадот. Во делот на индивидуални домаќинства, отпадот со недели, некогаш и со месеци не се подига од домовите. Граѓаните имаат сериозни проблеми со чување на отпадот. И како што кажавте, значи влегуваме во летен период каде што температурите се високи, можностите за појава на лоши миризби, на зарази, на глодари се зголемуваат. Како општина бевме доведени до ситуација да мораме да изречеме ваква драконска казна кон јавното претпријатие Комунална хигиена, се со цел да сватат колку е сериозна работата и сериозен проблемот. Има најава дека и други градоначалници на скопски општини ќе го следат овој пример. Вие сте првата општина што првата општина која што ова го направи, затоа што бевме дојдени во една безизлезна ситуација. Ако сакаме да функционираме нормално, тогаш сите институции кои што се платени од граѓаните треба нормално да си ја вршат својата работа за која што се платени. Како општина постојано спроведуваме акции и за собирање на кабаст отпад и подигање од несоодветно одложени кабаст отпад, градежен шут, отпад од домаќинства. Меѓутоа, верувајте дека вложуваме премногу средства, премногу луѓе ангажираме за да може да постигнеме со сите ова, а поддршка од комунална хигиена немаме никаква. Дали откако е изречена ова казна, иако сте 2 дена, има ли некоја реакција, променето однесување, што се случува сега откако е изречена казната? Очекуваа ли такво нешто, изненадени беа? Поставени се сликачи на контејнери. Согласно информациите, може би смешно звучи, меѓутоа согласно информациите кои што ги добивам, голем дел од администрацијата во јавните градски претпријатија Комунална хигиена, паркови, зеленило
јавното сообраќајно предпријатие Скопје и други се поставени да ги чуваат континерите. Што значи тоа да ги чуваат? Да следат дали граѓаните правилно или неправилно го одлагаат отпадот. Не може да очекува дека граѓаните правилно ќе го одлагаат отпадот ако континерите не се празнат по недела, по две и се преполни. Граѓаните мора да го одложат тој отпад ако нема место во континер покрај континер. Тоа значи дека сега некако град Скопје ќе ги лови граѓаните дали правилно. Тоа се моите информации. Искрено се надевам дека ќе се подобри ситуацијата. Оние информации кои што ги имам е дека комунална хигиена Скопје располага со многу мал број на возила за одлагање на отпад, односно добар дел од возилата со кои што располагаат се или расипани или нефункционални и за жал поради таквата состојба не можат да постигнат на време да го соберат отпадот и од домаќинствата и од компаниите кои што исто така редовно месечно плаќаат кон комунална хигиена и од контейнерите на јавните површини. Дали можеби кажавте дека можеби проблем е тоа што немаат капацитети, но има ли можеби некоја своевидна позадина, саботажа за градоначалниците од централната, односно од страна на град Скопје, бидејќи народот, граѓаните гледаат, имаме една сериозна кавга што се случува, која што трае подолго време, каде што можеме да помислиме на се, дури еве на штета на граѓаните, на штета на нивното здравје, па дури да се поставуваат комунални работници да ги фотографираат граѓаните дали одложуваат или не одложуваат правилно отпад. Иако е јавно познато дека како скопски градоначалници, без разлика кој од која партија доаѓа, и од ВМРО, и од СДСМ, и од ВЛЕН и независни, имаме проблем во комуникацијата со градот Скопје. Не сакам да помислам дека станува збор за намерна саботажа, повеќе мислам дека е неспособност да се менаџира едно јавно градско предпријатие кое што собира на месечно ниво сериозен надомест од граѓаните. Зборуваме за повеќе милиони евра кои што месечно редовно се уплатуваат од страна на граѓаните кон јавното предпријатие комунална хигиена и верувам дека станува збор за неспособност. Останата друга комуникација каква ви е со градот Скопје? Сведена на нула. Апсолутно никаква комуникација ниту со градот Скопје, ниту со градските институции, што е жално во однос на функционирањето на еден главен град како што е Скопје, а на крај на денот последиците ги трпат граѓаните. Ова не функционира, односно немање соработка на градоначалничката на градот Скопје, јавните предпријатија со општините, граѓаните трпат последици. Прво место каде што граѓаните се обраќаат е општината. И така и треба да биде. Граѓаните не треба да ги интересира што во чива надлежност од аспект на спроведување на своите работни задачи. Секојдневно добиваме поплаки како општина, за жал има работи кои што не можеме да ги реализираме од причина што немаме директна надлежност за тоа. Кога станува збор за справувањето со отпадот и годинава спроведувате една акција за собирање на оно што значи кабаст отпад, направивте веќе една акција, според информациите била и успешна. До кога ќе трае оваа акција и на кој начин да се информираат и како да го одложат отпадот кога станува збор за вакви откабаст? Да, општина Аеродром со моето доаѓање започна да спроведува есенска и пролетна акција за собирање на кабаст отпад. Значи до сега имавте претходно есенска... Постоеше есенска акција во текот на месец септември, сега се спроведуваше пролетна акција за собирање на кабаст отпад во текот на месец мај и делот месец јуни. И морам да кажам дека граѓаните позитивно го прифатија тоа, имајќи предвид дека има место каде да го одложат својот отпад. Пролетна и есенска се акциите од причина што се тоа периоди кога се реновира најчесто во становите, во домовите, граѓаните имаат најмногу потреба од таа услуга. Паралелно на тоа воведовме и услуга да на повик на граѓаните за одреден, морам да кажам, скромен надоместок во термин кога граѓаните ќе одлучат, кога имаат можност или потреба да пратиме работници и возило во сопственост на општина Аеродром да го подигне отпадот и да го одвезе до депонијата Дрисла. Имаме прво општинско комунално предпријатие кое што е лиценцирано за транспорт на неопасен отпад. Имаме склучено договор со депонијата Дрисла и целокупниот отпад го одлагаме таму. Паралелно на тоа, секојдневно нашите работници ги ангажираме повеќе од 100 работници, секојдневно собираат од јавни површини кабаст отпад, градежен шут. Дополнително имаме ангажирано
правен субјект кој што има задача да чисти диви депонии, така што како општина сме навистина посветени и добар дел од средствата ги инвестираме во однос на чиста животна средина и собирање на ѓубре кое што се појавува, но за жал од причина што не сме така концепирани, нашата примарна надлежност не е собирање и третман на отпадот, затоа постои јавната предпријатие комунална хигиена, не можеме да постигнеме. И токму поради тоа апелиравме и на крај изрековме онаа казна кон комунална хигиена. Така, направиме тука една кратка пауза, ќе продолжиме да зборуваме и за она што значат паркови во аеродромот, пошто аеродром е познат, но ќе направиме една кратка пауза за реклами, па се враќаме за кратко назад во студиото. Се враќаме назад во студиото, го продолжувам разговорот со градоначалникот на општина Аеродром, Дејан Митевски. Зборувавме за отпадот, зборувавме за депониите, за проблемите кога станува збор за одложување на отпад. Меѓутоа, една работа која што ја направивте, започнавте изградба на парк во Горно Лисиче, на местото каде што имаше дива депонија. Започнато е, на колкава површина би бил паркот и какви се плановите за кога би било сето тоа изреализирано? Да, тоа е исто една од мерките кои што ги преземаме за поздрава и почиста животна средина, меѓутоа и за создавање на нови простори за рекреација, особено на најмладите и на највозрастните, имајќи предвид дека парковите ги користат или дечињата или повозрастните кои што се пензионери. Станува збор за парк во Горно Лисиче на површина 3000 метри квадратни, на место кое што беше долги години една неуредена депонија, односно имаше и градежен шут и отпад. Веќе е почнато, односно завршено со чистење на депонијата, се работи на рамнење на теренот, на уредување, ќе започнеме наскоро и поставување на патеки, детско игралиште, фонтана, клуб и урбана опрема, се она што е 3000 метри квадратни ќе бидат опфатени. Горно Лисиче ќе добие уште едно убаво катче, каде што ќе може жителите од тој дел на општината да се собираат, рекреираат, дружат, имајќи предвид дека во тој дел на општината има многу малце такви уредени качиња. Сметавме дека ова е вистинското нешто кое што можевме да го направиме за тој дел од општината. Паралелно работиме во моментов на поставување на 15 нови детски игралишта со комплетна нова урбана опрема, нови играчки за деца. Сосема нови игралишта? Замена на дотрајани и оштетени, имајќи предвид дека во општина Аеродром има повеќе од 60 детски игралишта и се распространети на целокупната територија на санирање на оно што може би оштетено? Не е санирање, ова е комплетна замена на вадење на старите реквизити, поставување на нови реквизити. Санирањето го завршивме во кон крајот на минатата година, меѓутоа тоа е еден жив процес кој што постојано има потреба од причина што се оштетуваат од неправилно користење, од дотрајаност, од разни причини, така што тоа е процес кој што трае во континуитет. Кога станува збор за животот и рекреацијата во аеродром, на 14 маја започнавте изградбата на спортската сала во Долно Лисиче. Тоа е дел од проектот кој што го споменавме со поддршка на владата, Министерството за образование, да. Сега, како течат активностите и каква е динамиката, каква е претпоставката дека би се изградило, бидејќи ова е нешто што навистина им е потребно на младите? Не само што е потребно, во Долно Лисиче постои основно училиште повеќе од 70 години. 70 години тоа училиште, тие дечиња немале спортска сала. 70 години поминале 70 генерации низ тоа училиште и тие не виделе спортска сала, односно часови по физичко образование држеле во училница. 21 век станува збор и срамота е, мислам дека да часови по физичко воспитание да се држат во училница. Благодарение, повторно ќе кажам, на министерката за образование Весна Јаневска и на председателот на владата, ова наше ветување успеаме да го реализираме. Пред скоро време поставивме камен темелник. Активностите се одвиваат согласно динамиката и изведувачот е обврзан согласно договорот во рок од 10 месеци, се извинувам, да ја заврши спортската сала, така што очекувам некаде на пролет таа спортска сала да биде
пуштена во употреба и веќе дечињата уште од оваа генерација да имаат нормални услови за физичко воспитание, но не само тоа, салата ќе може да ја користат и жителите на Долно Лисиче, имајќи предвид дека досега немале спортска сала, така што за прв пат ќе им се стави на располагање и на жителите од Долно Лисиче, каде што ќе може да спортуваат и да рекреираат во зимскиот период во нормални услови. Значи за една година очекувате дека веќе би било готово ако се биде Дури поскоро кон крајот на школската година се надевам дека ќе ја пуштиме во употреба оваа спортска сала. Кога станува збор за спортско-рекреативниот дух, гледам дека вложувате многу во таа насока, од тоа да има почиста животна средина до тоа да им се обезбеди на младите, па и на возрастните да имаат место за рекреација. Имате ли други планови во овој, дали на други места се инвестира, како ќе да се подобри нели таа динамика и да се подобрат условите? Да, апсолутно. Значи, општина Аеродром покрај тоа што важи за зелена и урбана, важи и за спортска општина. Не само поради гордоста наша МЗТ Скопје, Аеродром е домаќин, односно седиштето во Аеродром е на Фудбалската федерација на Македонија. Младинските школи на фудбалскиот клуб Вардар се исто така со седиште во Аеродром. Фудбалскиот клуб Аеродром го имаме. Фудбалски клуб Победа Долно Лисиче, фудбалски клуб Евромилк Горна Лисиче. Општина Аеродром располага со 5 спортски фудбалски игралишта зелени, кои што ги користат фудбалски клубови. Покрај тоа имаме повеќе од 20 игралишта кои што се ставени на располагање на сите жители. Имаме планови за развој во наредниот период. Можам да најавам дека во текот на летото ќе започнеме и изградба на прв фитнес парк на отворено. Тоа е нешто кое што го бараат многу млади жители на општина Аеродром, мајќи предвид колку е значајна рекреацијата и спортувањето, така што ќе бидеме прва општина која што ќе изгради современ, модерен фитнес парк на отворено. Тоа не ли е слично на оние што беа места за вежбање на отворено? Да, места за вежбање, меѓутоа професионален фитнес парк на отворено, нешто што можеме да го видиме по другите држави. За прв пат ќе биде во нашата општина, верувам дека и пошироко, и младите ќе добијат едно преубаво место за и аматерски и професионален спорт и рекреација. Кога сме кај младите, неминовно е да го споменем и проблемот со капацитетот на градинките, нешто на кое што навистина се обидува да се најде решение, меѓутоа апсолутно подразбира дека капацитетот на градинките, можноста да си го запишете детето во градинка многу влие на останатиот живот на едно семејство, до наоѓање работа и сето тоа што значи подобар животен стандард. Каква е состојбата таму? Каков е капацитетот? Се градили нешто ново? Споменавте една градинка дека веќе се доградува. Како, што ќе се вложи во оваа насока? За жал, во изминативе години во Аеродром не се обрнало доволно внимание на развој на оваа инфраструктура од аспект на училишта и детски градинки. Во изминатив период започнавме 2 капитални проекти, токму и училиште и детска градинка. Една детска градинка на почетокот на овој мандат претходниот градоначалник Мацунски ја пушти во употреба. Оваа детска градинка која што се работи се очекува да биде готова до крајот на оваа година, ќе биде со зголемен капацитет од 200 дечиња, дополнително на тоа што веќе имавме можност да сместиме дечиња. Во завршна фаза сме на проектирање и со поддршка на владата ќе отпочнеме трета детска градинка која што треба да се гради со капацитет од 400 дечиња. И во наредниот мандат ќе работиме на неколку микролокации каде што ќе може да офатиме со помали градинки повеќе населени места кои што би имале можност да ги изгрижат дечињата во градинките. Дефинитивно се согласувам дека е проблем со упис на дечињата во градинките и е нешто на кое што интензивно и посветено работиме, а за тоа имаме и поддршка од страна на владата. Изминатиот период како општина баравме да се задолжиме со евроврзница. Тоа барање ни беше одбиено од страна на претходната влада, а задолжувањето беше наменето токму за реализација на вакви проекти, училишта и градинки. Со доаѓањето на владата на ВМРО ДПМН како општина добивме на располагање огромни средства кои што се многу значајни за нас како
општини и правилно ќе ги инвестираме токму во развој на вакви проекти. А што е со училиште? Споменавте и дека училиште се доградува. Да, се За доградува, каков капацитет? се доградува училиште. Дали ова значи дека општина Аеродром како општина има млади, значи се вложува во иднината и по број на жители. Тоа е многу важно бидејќи имаме сериозен проблем со наталитетот, особено оние последни стапки што излева. Каква е состојбата? Да, општина Аеродром е една од ретките општини за среќа која што има позитивен наталитет од морталитет и секоја година ние имаме се повеќе дечиња и во градинка и во училиште. Оваа година бројот на првачиња кои што се запиша е некаде за 50 зголемен од тоа што се запиша во текот на минатата година и тоа не радува како општина, меѓутоа ние ни создава и обврска да овозможиме капацитети соодветни за да можеме да ги запишеме тие дечиња и да имаат нормални услови за настава. Во моментов го доградуваме основното училиште Блаже Коневски со 18 нови училници. Ние го рачунаме како доградба, меѓутоа тоа е буквално како цело ново училиште. Во текот на месец август или септември ќе отпочнеме и со втора фаза на доградба на основното училиште Блаже Коневски за уште толков капацитет, имајќи предвид дека голем дел од жителите, односно населението е сконцентрирано во делот на Мичурин и на Стар Аеродром и таму е неопходно да создадеме такви услови и со изградбата на односно доградбата на ово училиште очекуваме дека ќе немаме проблем во наредниот период во однос на упис на првачиња и во однос на капацитети за нормално функционирање на училиштето. Паралелно ќе почнеме и доградба на основното училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче и ќе се обидеме таму со таа доградба да воведеме само прва смена, односно едносменска настава, да. И тоа се некои стандарди кон кои што се стремиме како општина и се надевам дека ќе ги реализираме за многу скоро. Кога станува збор за здравјето на младите, видов дека објавивте и тоа навистина доста беше поздравувано во јавноста и дека е направен скрининг кај учениците за тироидната жлезда. Како се одлучивте за ова? Дали беше потребно и кои беа советите, односно каква е состојбата? Бидејќи генерално тоа подразбира хормони, раст, развој и се што значи здрав живот. Да, како општина сме среќни што ги имаме двајцата најдобри, можам да кажам слободно, доктори за тироидна жлезда, доктор Синиш и доктор Невенка и токму потекнуваат од општина Аеродром, а работат на оваа материја и се врвни доктори. Идејата поттикна од нив, односно се ставија на располагање на општината и на училиштата за да се направи еден ваков бесплатен скрининг. За прв пат во Македонија се спроведува скрининг на тироидна жлезда. Одбрана е генерација од 9 одделение. Тоа е периодот кога дечињата веќе влегуваат во пубертет и тоа е најраниот момент кога може да се направи добра детекција на проблемите со тироидната жлезда. Поминати се сите ученици, повеќе од 750 ученици од целата генерација од 9 одделение. Реакциите и на родителите и на дечињата се прекрасни, односно нешто кое што сме им го возможиле да го спроведат за прв пат. Многу од нив и не биле свесни дека можеби имаат некаков проблем, имаше детектирано и проблеми кои што треба да се третираат во наредниот период. Паралелно на ова веќе сме во разговори и со останати доктори и здравствени институции да воведеме и други типови на скрининзи во основните училишта. Целта е превентивно да делуваме, односно уште во најрана возраст да доколку постојат одредени аномалии се детектираат и навремено да се третираат. Превенцијата, значи работите на превенцијата. Превентивно, а паралелно на ова веќе во разговор со докторите кои што го вршеа скринингот може да се излечат и научно базирани заклучоци. Што покажува? Дали може да споделите, ако имате информации, каква е здрава е младината, бидејќи генерално хормоналното здравје подразбира и се она што подразбира правилен... Повеќе од 90% од дечињата, значи се здрави прави, односно не беше детектирана никаква аномалија. Кај 10% од дечињата морам да кажам дека беа детектирани одредени аномалии и се упатени на дополнителни испитувања кои што ќе покажат за каков тип на аномалија станува збор, имајќи предвид дека тоа е една посложена и посериозна медицинска обсервација,
така што неопходна е посета на клиниката и Добро, сепак податоците се горе-доле 90% од младите дека се во добра состојба, така. сепак добар процент, одличен процент. Дај Боже да бидат 100, меѓутоа Да. и добро и овие што успеавме да ги детектираме за да може да се третираат на време. На време. време третирано има простор нели да се подобри. Им посакувам на сите многу добро здравје во таа насока. Сега ги споменавме младите, го споменавме спортот, меѓутоа уште еден предизвик секој за жителите е инфраструктурата. Во делот на инфраструктурата какви се состојбите, вака кога се поминува изгледа како да е се во ред, меѓутоа сигурно има некои предизвици со кои што се соочува општината и она што значи подобрување на животот. Да, општина Аеродром има генерално добра инфраструктура, односно инфраструктура покриена со улици, водовод и канализација од 100%. И тоа е можеби една од ретките општини во Република Македонија кои што се вака покриени, меѓутоа сета таа инфраструктура бара одржување, односно редовно сервисирање. Како што споменав претходно, благодарение на владата и поддршката за општините аплициравме со многу проекти кои што ќе значат подобрување на инфраструктурата, некаде замена на водоводна мрежа, некаде канализациона мрежа, некаде обнова на улици, асфалтирање, изградба на нови паркинзи и така натаму, така што се надевам дека со овие средства дека ќе доведеме, ако не во совршена, во многу задоволителна состојба инфраструктурата во општина Аеродром. Паралелно како општина тоа не е директна инфраструктура, меѓутоа имаме многу и паркови и плоштади кои што ги одржуваме со сопствени средства и веќе работиме на обнова на урбаната опрема се со цел на граѓаните да им понудиме едно пријатно место каде што ќе можат да се дружат и рекреираат. Кога станува збор вака за генералната слика, веќе како што кажавте помалку од година ден имавте можност да ја обавувате оваа функција, меѓутоа тоа ви дава една слика, можеби од друга перспектива, кои се предизвиците и каде може да се подобрат работите и животот на граѓаните. Што ќе биде во вашиот фокус, иако можеби е прерано за да се почне со подготовка на програма, меѓутоа сигурно знаете каде би се фокусирале во следниот период. Кои ќе бидат топ 3, можеби, или ќе ми кажете кои ќе бидат ваши најважни точки на кои што би се посветиле во следниот мандат? Урбан и хуман развој на општината е нешто што е неопходно. И тоа е она кон што се стремевме изминатиот период од 4 години и покажавме и докажавме дека општина Аеродром не е и не мора да биде место каде што ќе никнуваат само нови згради. За прв пат спроведовме еден процес на деурбанизација каде што локации на кои што беа предвидени изградба на згради ги пренаменивме во паркови. Тоа беше прв потек таков како општина, што е направила било која општина во Република Македонија и сметам дека најде на одобрување кај граѓаните и тоа е нешто кон што треба да се стремиме во наредниот период. Развој на културата исто така е нешто што е многу битно во општина Аеродром. За жал сме единствената, можеби или меѓу ретките општини која што нема свој културен дом, која што нема своја киносала и многу наскоро од сега ќе презентираме еден таков проект каде што ќе овозможиме еден изградба на, односно опремување на еден културен дом, се со цел аеродромци да имаат место за забава, за култура, за музика и се оно што е поврзано со театар, се што е поврзано со културата и дефинитивно посветување огромно внимание на хигиената. Чиста општина. Чиста општина, неопходна ни е поддршката од градот Скопје за спроведување на ово и верувам дека идниот градоначелник на градот Скопје, кој што сум повеќе од сигурен дека ќе бидат редовите на ВМРО ДПМН, ќе посвети сериозно внимание, ресурси, средства на одржување на хигиената. Тоа е нешто за што добиваме најмногу поплаки од граѓаните, нешто кое што треба да биде на многу високо ниво. Остануваат уште неколку месеци додека почне кампањата, што ќе биде во фокусот во овие уште неколку месеци додека се заврши или овој формален. Ќе започнеме уште неколку проекти кои што се исто така на барање на граѓаните, проекти кои што ќе ги реализираме се со цел подобрување на условите за живот на аеродромци. Еден од тие проекти кои што за многу скоро ќе го почнеме е комплетна реконструкција на водоводна мрежа во Долно Лисиче, доградба на мост помеѓу Горно и Долно Лисиче,
реконструкција на улица Милан Зечар, изградба на паркинзи во стар аеродром. Тоа се само дел од проектите кои што очекуваме за многу скоро во текот на летово да почнеме да ги реализираме. Паралелно со тоа ќе спроведеме и постапки од вториот повик од владата, веднаш по одобрувањето, и до крајот на годината општина Аеродром ќе доживее една комплетна трансформација. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам и на вас. Почитувани, ви посакувам убав остаток од вечерта, ве поздравувам од тука и секако ви посакувам и убав викенд. Пред вас останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.